Мендерес. Асуман? Што се случи со Се врати назад, Мендерес. Повторно ми се врати. Повеќе воопшто нема да се разделиме. Извади ме од овде. Се уште не. Но не грижи се. Пред нас имаме долг живот за живење. Мендерес, Мендерес. Не паничете, под дејство на лекарство е. Операцијата што ќе ја направите, дали е ризична? Секоја операција е ризична. Ако тестовите излезат позитивни и ако се трансплантира од вас, и вашата операција ќе биде тешка. Истиот ризик важи и за вас. Најважно е тој да живее. Со помин нека ви е господја Лейла. Бебенце моја. Шш, смирете се. Го направивте абортусот, нели? Го направивме она што ни го кажавте. Сакав да живее. Многу се каам. Нема за што да се каете, господја Лейла. Бебето ви живее. Не го направивме абортусот. Навистина? Значи ме слушнавте? Асистентот ве слушнал. Пред да ве успеат сте рекле бебето застанете. Кога ќе се освести, докторе? Уште неколку минути ќе помине ефектот на анестезијата. Но не верувам дека така лесно ќе се опорави и ќе стане на нозе. Зошто? Во трансплантацијата на бубрек има можност телото да не го прифати. Му треба време за адаптација. Подетално да ми објасните. Добро. И за господинот, и за господјата треба долго време за адаптација. Асуман, како си? Имаш ли болки, мила? Добре ли си? Како е тој? Жив ли е? Да, мила. Успеавте, господја Асуман. Ке живее. Благодарение на вас. Сега немојте да се мачите, одморете се. Со помин нека е. Ви благодарам, господине, за вашата придружба. Газел, те молам, размисли уште еднаш. Зашто? За тоа што го правиш. Откажи се. Добро знам што управам. Веќе тоа што ми е внатре треба да го кажам. Не можам да издржам, ме разбираш? Не можам да кријам. Ама и јас и тија знаеме реакцијата на Џихан. Знаејќи го ова, не можам да те разберам. Јас сум спремна за сите опции. И што те интересира тебе? Зошто си толку упорен? Што се обидуваш да направиш? Јас само сакам да не правиш големи грешки. Толку сакам. Јас заљубена сум, разбра? Сакам и тој да го знае тоа. Решена сум. Повелете. Џихан, дали е дома? Дома е. Добра. Здраво. Газел? Што бараш тука? Добро те најдов. Извини, не сакам така да кажам. Дојди, седни. Каква е ова промена кај тебе? Нова ми облекава. Навистина многу убаво ти стои. Сушност не сум навикнат да те гледам вака да се облекуваш. Навистина убаво ми стои? Убаво, убаво. Важно е тебе да ти се допаѓа. Гледај. Многу од овие се розеви, што ако е машко?
Да не кажа нешто, мила? Не. Леле. Колку се убави тетка Садакат. Газел. Не, зошто да ги давам? Ќе ги скрием, нека стојат. Може би еден ден ќе ми затребаат. Така, ќерко, сумрениот не се умира, животот продолжува. Тетка Садакат, ќе ти кажам нешто. Ти многу беше заљубена во Мендерес. Знаеш ли, и јас го имав засакано како свој син. Но ова е судбина. Дај Боже еден ден овие патики да ги греат ноџињата на твоето бебе. Дај Боже и јас да го видам тоа. Дај Боже. Работа. Ајде да одиме некаде. Какво ще те некаде? Не знам, да излеземе. Сакам да ти кажам нешто. Ама Газел, јас имам работа. Имам многу важен случај, треба да работам. Те молам, Џихан, те молам, не ме одбивај. Не можам, Газел. Морам да останам дома да работам. Утре имам рочиште. Колку си вреден, ти се восхитувам. Благодарам. Але сите се восхитувавме на некого. Сакавме да личиме на него. Чи на тебе. Но знаеш што се случи? Што? Не се заљубив. Бидејќи не најдов никого. Ке најдеш. Многу си млада. Не ми изгледа така. Бидејќи оно што го сакам не личи на тебе, тоа си ти. Не зборувај глупости, Газел. Толку време чекав да забележиш, но не забележа. Ти си толку посебен за мене. Нема замена за тебе. Газел, ние сме роднини и сега кога дадат ти е во ваква состојба, не зборувај така. Каква сестра? Зошто ја мешаш сестра ми во ова? Јас зборувам за мене и за тебе. Ти велам дека те сакам. Оди си, ми кажуваш детски работи. Газел, ние сме како брат и сестра. Разбираш? Брат и сестра? Не сме. Само заедно израснавме. Јас сум влюбена во тебе. Што има лошо во тоа? Го слушав ти твоите уши тоа што го кажуваш. Џихан, те сакам. Заучи, тоа што го кажа ти, нити го слушав, нити го кажа. Добро ли? Но јас само сакав да ги искажам моите чувства. Немам друга намера. Верувај. Ало, Лела? Џихан, како си? Добар сум. Да не работиш? Не, и да работам, што има врска тоа? Ти си ми поважна. Види што ќе ти кажам. Утре е сабота, секако ако немаш работа, да одиме да јадеме риба? Колку убава покана. Каде ќе се најдеме? Што велиш за местото каде секогаш одиме, кај Хисар? Прекрасно. Во колку? 2 ти одговара? Многу добро. Добро, на истата наша маса. Добро договорена, душа. Газел! 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 Sana ben baharlar yazlar
Асуман, добра ли си? Ти благодарам за се, Туркан. Замолчи, немој да се мачиш. Што кажа докторот? Ме интерес кога ќе оздрави? Уште малку време ќе му требало. Јас ќе го чувам. Туркан, треба со децата да разговарам. И двете. Многу ми не достигаат. Добро, веднаш ќе им се јавиме. Каде ќе одиме, дедо? Ти реков, миличок, одиме на прошетка. Јас не сакам да дојдам, не сакам. Зошто така, принцезо? Зехра, миличка, дедови ќе ве носи на прекрасни места. Ајде, мило моје, душо, мила. Ало? Сине, како си? Мамо? Добар сум, кога ќе се вратиш? Хајати, ти не ли си на училиште? Денеска е сабота, немаме часови. Јас заборавив. Мили, тука ли е Зехра? Тука е, ти ја давам. Мама, мамичка. Керко, Зехра. Мамо, дедо ќе не носи на шетање. Да. Добро, Керко, бидете умни. Мамичка, ти да не си болна, зошто плачеш? Не сум болна, Милона мајка, не сум. Само ми не достигате. Поздрави ги баба ти и дедо ти, добро ли? Добро. Добра ли е таа? Добра била. Ајде, Зехра, ајде да одиме. Дојди. Ништо не разбра, нели? Не, Туркан. Што ќе биде, Асуман, кога ќе дознаат дека не сме во чешме? Ништо нема да биде, Туркан, ти биди спокојна. Те советувам да им кажеш на домашните. Види, полека им интерес закрепнува. Не кривеке, греоте се и тие. Сега ќе ви раскажам. Во наше време имаше едни летни кина. Вака, ќе купевме шеќерен памук и сите фамилиарно одевме на кино. И татко ми ли доаѓаше, дедо? Доаѓаше, синко. Јас без него ниту еден чекор не правев. Госпогице, господине, сега кој сака да оди на кино, нека крене рака. Деца, немојте така сега, немојте да бидете тажни. Знам, не можем да го заменам местото на таткови. И мене ми не достига. Помогнете му малку на мој стар дедо, Дедо, ние секогаш со татко ми одевме во парк. Татко ми секогаш ме лулаше на лулашките. Добро. Хајде и ние да одиме. Јас ќе ве лулам на лулашките, добро ли? Добро. Добро. Вие да сте живи, Нихат. Повелете на по еден чај. Друг пат, Нихат. Деца да ги носа малку во парк. Господин Селахатин, сакав да ви кажам нешто. Повеле, Нихат, што е? Вашата невеста пред неколку дена ми дојде во продавница, целиот накид го смени. Дури и герданот со дијаманти. Дали знаевте вие за тоа? Секако дека знам, Нихат. Како не? Син ми само што почина. А кога снави дојде со толку многу накид, мене ми дојдоа разни работи на памет. Реков да ви кажам, простете ми. Добро си направил, добро. Ајде, пријатна работа. Благодарам. Ајде, деца, во вашите соби одат.
Селахатин, зошто си вака замислен? Во чашијата го сретнав нашиот златар Нихат. И? Асуман го посетила златарот. Се што имала во касата сигурен сум. Ке се потпишам тука. Чекај, без да знаеш, немој да зборуваш така. Да не правиме грев. Ти имаш друг клуч од касата, нели? Да, клучот е кај мене. Ајде, донеси го. Ќе отворам да видам. Селахатин не е добро така. Таа каса е приватна каса на снаата. Не можам да ја отворам. Ти не отварај. Дај ми го клучот и јас ќе отворам. Јас ќе го земам гревот на себе. Ајде, донеси го. Добро. Мендерес, мил мој, му благодарам на Бога, жив си. Никогаш веќе нема да се разделиме. Никој нема да влезе меѓу нас. Ете испразнета. Туркан, веднаш ти реков дај ми Асуман на телефон. Не можам да ви ја дадам сега, Асуман не може да зборува по телефон. Зошто не може? Чичко Селахатин, Асуман е во тоалет, затоа не може да се јави. Види, каде сте вие? Па каде може да бидеме, во Чешме сме? Туркан, вие нешто криете од нас. А што има да криеме? Асуман одмара тука. Добро и дојде тука, немојте да се грижите. Кога ќе излезе од тоалет, веднаш ќе речам да се јави. Ќе чекам. Овие не се во Чешме, жено, така да знаеш. Сигурно. Не е така. Не може такво нешто. Асуман ништо не прави без да знаеме. Ништо не правила досега без да знаеме. Што е со касата, а? Ја испразнила цела, а ние ништо не знаеме за тоа. Здраво. Добре, дојде. Прв пат доаѓаш пред мене. Секогаш аз те чекав. После толку време реков да те изненадам. И во меѓувреме дали нарача нешто? Не нарачав. Види, немој да велиш дека немаш апетит. Инаку? Воопшто не грижи се, денес ќе јадам за двајца. За двајца? Гладна сум како волк, затоа. Повелете. Ве молам, менито. Од сега заедно ќе ги лечиме раните. Се ќе остане во минатото. Со нас ќе живее. Ни од децата, ниту пак од мене веќе никогаш нема да се раздели. Туркан? Видели ме слушна? Туркан ги отвори очите. Мили, тука сум. Кажува нешто. Молам, Мили. Што рече, душо? Лейла. Лейла.
си одиме, Туркан. Многу сум огладнала. На здравје нека ти е. Долго време не сум те видел да имаш толку апетит. Лошо е тоа. Постојано велите дека треба да се поправа, може би ќе ми стои убаво. Тебе се ти стои убаво. Джихан, имам нешто да ти кажам. Те слушам. Имам една тајна која треба да ја споделам со тебе. Така ли? Значи како во старите времиња. Ова е добар знак. Со смртта на Мендерес многу беше затворена. Со споделување маката се намалува. Раскажи да видиме. Без Мендерес животот е тежок. Колку и да сум лута, сепак не сакам да се заглавам во минатото, Джихан. Сакам нов почеток. Многу ме израдува. Не верував дека толку брзо ќе закрепнеш. И јас. Лела. Молам? Може би не е време, но и јас имам нешто да ти кажам. Јас се обидов да ти кажам додека бевме во Шам. Не успеав. Не, ми кажа, Джихан. Ти кажав ли? Зар успев да ти кажам? Да. Добро, и што разбра ти од тоа што ти го кажав? Веднаш ќе кажам. Јас и ти, двајцата, состојбата на двајцата. Да? Нашиот однос, ние никогаш не успеавме да бидеме брат и сестра. И јас мислам така. Нашиот однос беше секогаш повеќе од тоа. Многу длабоко. Има некоја врска помеѓу нас која... Дали точно сум разбрала? Јас ти реков да не стануваш од кревет. Кога се обтегнуваат конците, не е добро. Не се конците, Туркан. Мендерес ми ја нанесе болката. Лейла рече. Мендерес само на неја мисли. Не знам што да речем. Дај ми го телефонот. Што ќе правиш? Дај ми го, те молам. На кого ќе му се јавуваш? Дај ми го, те молам. Ало, тато? Асуман, Керко, каде се наоѓаш ти? Какви работи вртиш? Ништо не вртам. Слушај ме, тато. Што треба да слушам, Керко? Си е спразнила касата, се си продала. Што се случува? Тато, само малку, се ќе ти објаснам. Што им направи на толку пари? Тоа прво раскажи ми. Зошто си имала толку голема потреба од пари? Зошто сум јас тука? Се ќе ти објаснам, тато. Но треба очи во очи да разговараме. Ти сакам веднаш да се вратиш дома. Не можам да се вратам, тато. Ти утре треба да дојдеш во државната болница во Измир, но сам да си. Утре наутро во болница да дојдам? Асуман, Керко, што бараш ти во болница? Да не ти се случило нешто, Керко, кажи ми. Се ќе ти раскажам, но те молам, немој децата и мама да забележат нешто. Каде ќе одиш, што ќе правиш, да не знаеш. Добро. Добро, утре те чекам. Асуман ли беше? Не. Од работа се јавија. Во фабриката излегол некој проблем. Веднаш треба да излезам. Асуман, ако се јави, што да и речам? Ти ништо не и вели. Јас од фабриката ќе разговарам со неа. Ајде, пријатно. Пријатно?
Сејта ли? Повелете, господине. Одиме. Добро, господине. Каде? Во Измир. Во Измир ли? Добро, господине. Каква потреба? Треба да ми дадеш поддршка. Ке зборуваат се растели дете без татко, ке ми речат абортирај. Па нели тоа исправно? Немој, Джихани, ти ли вака размислуваш? Што? Ке го родиш детето на Мендерес? Те лажеше, ти изневери, животот ти го претвори во пекол, зар толку брзо заборави? Сакаш детето на тој човек да го родиш? Тоа е моje дете. Јас ќе го родам. Ќе бидеш со мене или не? Што сакаше ти да ми кажеш? Ништо. Ке станеме ли? Може. Добре дојдов, господине судија. Добро ве најдов. Торта зедов. Добро ди со чај. Пак ке ви се качи шекерот. Еднаш на толку години ми засака душата. Ајде, вари чај. Кажи им на девојките да дојдат. Не се дома. Лейла рано излезе. И така Газел синоќа не дојде дома. Синојка не дојде дома? Каде останала? Зошто јас не знам за ова? Состонат во стакларникот ќе учеле, така рекоа. Добро, јас чувар ли сум во оваа куќа? Зошто не ми кажала мене? Јас сум виновна, заборавив да ви кажам, се извинувам. Газел не е виновна. Господе, пак почна да ја браниш. И зошто не учат во нашава куќа? Нека дојдат овде и пред нашите очи нека работат. Но и таму не е туѓо место. Стакларникот е нададе, господине судија. Газел, Тунч, дај бе, јавете се на телефонот веќе. Газел, не го слушаш телефонот? Јавете се. Твојот ли е? Не е твојот е. Забележа дека ме нема. Черко, гласот не ти е добар. Добро ли си? Не сум добра. Воопшто не сум добра. Јас извесно време не сакам никого да видам. Што зборуваш, Газел? Каква безобразност е ова? Слушна, нема да дојдам дома, да знаете. Можеш ли да поверуваш садаката? Телефонот ми го исклучи в лице. Не прави таа такво нешто, сигурно линијата е. Каде била? И телефонот го исклучила. Како да не разговарав со Газел, туку со некој туѓинец. А што мислиш, да не се скарале со Сонат? Јас излегувам. Многу ве запоставив. Крајно време е да се вратам на работа. Според мене треба да оставиш работата. После ќе побарам додам во пензија, што велиш? Мислам дека така бремена не смеш да и крева саксиите. Не грижи се, нема да правам ништо тешко. Како и да е Соната тука? Ја видовте ли Газел денес? Не. Јас рано излегов од дома и синоќа не ја видов. Уште од зори ја барам, ама не ми се јавува. Да не и се случи нешто. Ти ја видели? Не, мора да е на училиште. Ако е на час, го има исклучено.
Леле, ме боли главата. Свари едно кафе да се освестиме. Свари си сам. И татко ти те чекал цела вечер, сега се сетил да те бара? Сега забележал дека ме нема. А каде мислат дека си? Дека сум во стакларникот со Сонат. И ти си многу чудна, да ти кажам. Си имаш семејство? Оди си дома, зошто скиташ со нас? Што ти е, Гајле? Немој да зборуваш без да знаеш што доживеале луѓето. Ау, не се зборува со тебе, многу агресивна си. Сонат, ти го запостави стакларникот? Тука се распаѓа. Се извинувам, газдарице. Поради испитите па не можев да се погрижам. Да ти земеме помошник, Сонат. Извини, ти деловен партнер си? Не. Епа не ми се меше во работата. Гледам дека си нервозен, Сонат. Поради испитите си вака нервозен? Со лесно нека ви е. Благодарам, тато. Добре ден. Благодарам, тато. Каде е Газел? Внатре ли е? Не, Газел не е тука. Не ли е? Беше ли на училиште? Денес е слободна. Воопшто не си ни дојде. Ќерка ми синојка не беше ли тука со тебе, Сонат? Не. Јас бев синоќа сам. Газел воопшто не дојде. Тогаш каде е оваа девојка? Тато, зошто си вознемирен? Синојка не дошла дома. И тука не била? И од озгора на тоа чудо зборуваше по телефон. И телефонот ми го исклучи в лице. Не разбрав што направила? Не сакала да не види повеќе. И дома немало да дојде. Вчера попладне беше кај мене. И? Зошто дошла? А тогаш добра ли беше? Добро беше. Така бар велеше. Не остане многу, си отиде. Мируваш ке најдеме? Каде би можела да оди? Да и го слушнеше гласот по телефон и ти ке се исплашеше. Газел малку е порешителна. Она што го кажува го прави. Мене многу мислеш. Сонат? Молам. Што е проблемот со Газел? Ти си најблизок со неа, знаеш. Мене ништо не ми кажа. Ако ти не знаеш, кој ќе знае? Знаеш, Сонат, ајде. Изгледа е лута на некого. Не зборувајте напразно. Ти подобро бараме Газел по места каде можеме да ја најдеме. И сигурно не е изгубена некаде. Добро. На секој 10 минути известувајте ме. Добро. Ти не грижи се. Добро. Сонат, има нешто ново? За жал нема, Лела.
Што ќе правиме? Да проверам уште на 2-3 места. Добро, ако ја најдеш, јави се. Во ред. Господе. Ти благодарам садакат, не сакам. Едно пиво. Добро, веднаш. Уште една. Газел, биди, нема да ти се мешам, но ова вака не чини. Вака не се пие. Тогаш не ми се мешај, дај ми уште една. Што плаче сега? Што те интересира? Нема да ми ја смириш болката? Ајде пополека. Ајде, доста е пиење. Ти реков не мешај се. Стави уште една. Во ред, веднаш. Добра ли си? Добро сум, Џиха, ништо не ми е. Ако сакаш ќе те оставам дома, јас ќе продолжам да ја барам. Не, без да ја најдам не се враќам дома. Господе, каде се не ја баравме? Соната. Има ли нешто ново? Да, Лейла. Во такси била во едно кафуле. Добро ли е? Добра била. Веднаш одам да ја земам. Ние доаѓаме, Сонат. Како се вика кафулето? Геџе Гундус се вика, спроти сладкарницата. Добро, ќе се видиме. Каде е Алпер? Не, таму. Тргни се. Газел. Што е па ти Што ти е на тебе? Што е проблемот? Зошто се буташ? брат. Дојди ваму. Кој си ти? Што ми се мешаш? Остави ме. Газел. Газел. Сонат? Ќе бидеме дома за 1 час. Добро, ве чекаме. Чао. Боже, ти благодарам. Многу ја запоставив Газел во последно време. Што мака има ова девојче? Се наеднаш се собра, затоа е така. И Газел веќе порасна. Самата се грижи за себе. Таа се уште е мојата малечка ќеркичка. Да ти нарачам ли тебе еден пијалок? И за мене си испила, нема потреба, верувај. Ке ти се налутам. Не, доста е, Газел, доста е. Ке пиеме за моето тонење. Нема ли да се напиеш? Доста, Газел. Ајде, одиме. Никаде не одам јас. А ти, Сона, зошто дојде тука? Свидок ли те направија за мојот срам? Газел, сите се загрижени за тебе, ајде. Тебе така ти се чини, Сонат. Никој не се грижи за мене. И доликуваат ли вакви зборови на ваква убавица? Но јас не сакав да биде вака. Тој многу лошо се однесуваше со мене. Ама ти реков да не одиш. Да, ми рече. Се ќе помине, ајде. Ќе излеземе од тука, ајде. Одиме. Ајде.
добара ваква девојка во вакви подромски места? Не приближувајте се! Одете си! Не ми се приближувајте! Ве мразам и двајцата! Газел. Газел, Мила. Трни се! Мила, што се случува? Дојди ние да поразговараме. Нема што да разговарам со тебе. И двајцата губете се, одете си. Доста, Газел. Престаните, молам. Ајде, дојди да те видам. Добро. Помина, Мила, помина. Зошто испила толку? Гревота. Не можам да сфатам што бара во таква средина. Ај не ми се прави глуп. Молам? Добро глумиш дека ништо не се случило. Што зборуваш ти? Секако. Така си олеснуваш совеста, нели? Сонат, внимавај како зборуваш со мене. Не се преправај. Многу убаво знаеш. Газел е влюбена во тебе. Ама мисли дека ти си светец. Не трескај глупости. Знаеш дека таа ми е сестра. Сестра ти била. Кога се работи за љубов, Газел ти е сестра, а Лејла не ти е. Абе, браво. Добро си ја наредил, еј. Газел, кажи ми, што се случува со тебе? Ништо не ми е. Нема што да раскажам. Празна сум во душата, празна сум во срцето. Никој немам. Тогаш зошто толку многу испи? Тажна сум за тоа. Кој те растажи? Има нешто што не си ми кажала. Тогаш што имаш со мене? Зошто си ми лута? Ти си го имаш тато, дадо. Дадо Садакат. Го имаш Джихен. Имаш сеќавања. Но јас сум толку осамена. Не зборувај глупости. Мене ли ми зборуваш за осаменост? Си го изгубив сопругот. Дознав дека бракот ми била една голема лага. И ти велиш си осамена, имаш мака? Знаеш ли ти што е мака? Дојди, ајде. Ајде, дојди. Ајде да ве однесам дома. Ајде, големо бебе, испигова. Доста веќе. Сакам да спијам. Што е била маката? Зошто вака направила? Разговаравте ли? Младост, тато. Не е ништо сериозно, не грижи се. Керко, ако за неважните работи реагира вака, важните срцето не ќе може да ги поднесе. Подоцна ќе зборуваме. Уште еднаш не сакам вакво нешто. Ако уште еднаш отиде без да си го извести семејството, лошо ќе биде. Ако пак дознам дека повторно пиела, тогаш ќе ме запамети добро. Кажи и дека нема да ми биде жал. Тато, добро ти реков, кога ќе се разбуди, ќе разговарам. Ајде да излезем. Тета Садакат, ќе легнеш ли до мене? Не сакам да спијам сама. Секако дека ќе легнам, големо бебе, секако. Дојди да те гушнам, дојди. Кога се работи за љубов, Газел ти е сестра, а Лејла не ти е. Абе, браво. Добро си ја наредил, еј. Проклета е. Асуман, добре ли си? Турган, многу ми... Тука Асуман Мермертај, во која соба ќе може да ја најдам? Соба 616 на крајот од ходникот. Благодарам.
Нема нешто пријатно. Добре дојдовте, чичко Селахатин. Тато? Асуман? Што се случи, Керко? Што е ова? Што ти направија? Асуман, Керко, кажи што ти се случува. Нема ништо загрижувачко, тато. Поминав низ мала операција. Каква операција, Керко? Керко, од што си болна, Асуман? Кажи ми. Воопшто не ни кажа за ова. Тато, ако ми дозволиш, ќе ти раскажам. Што ти ми раскажеш, Керко? Погледни се, види. Зошто ние не знаеме, а? Што ако и тебе нешто ти се случеше, што ќе правевме? Тато, има нешто што сакав да видиш. Туркан, што се случува? И мене ли сакате да ме умрете? Ајде ти кажи ми, ајде. Уште малку ќе разбереш, чичко Селахатин. Тато, зад оваа врата има чудо. Нема да поверуваш на тоа што ќе го видиш, но верувај, вистина е. Какво е тоа чудо, Асуман? Што има внатре? Подарок на твојот живот. Отвори ја вратата и види со своји очи.